Пет работи што не очекуваат наскоро. Глобалната елита и Светскиот економски форум се фалат со своите планови. Еве ги 5 работи што не очекуваат. 1. Нанотехнологија и технологијата ќе дојдат до степен каде приватноста ќе биде чудна обсесија и на елитата ќе им даде невидена моќ над материјалниот свет. Некој како футуристот Рей Курцвейл предвидува дека технологијата ќе доведе до револуција што ќе ни овозможи да направиме се до тој степен што нема да има потреба да бараме донација за органи, туку ќе ги отштампуваме, а пак елитата ќе има компјутери толку моќни што ќе ја надмине човечката интелигенција. Информатичката технологија што го придвижува вашиот мобилен телефон или лаптоп веќе работи во наноскала. Уште неколку години развој ќе не доведат до нов свет на ефтини и се присутни компјутери во кој приватноста ќе биде чудна обсесија. Нанотехнологијата е различен тип на наука која не почитува ниту една од конвенционалните граници меѓу дисциплините и без срам е фокусирана на апликации наместо на фундаменталното разбирање. 2. Геополитика. Ривалите ќе преземат поголем ризик против Америка. Ниту еден однос на силите не трае вечно. Пред само еден век Лондон беше центар на светот. Британија го победи светот и само оние со силни нерви или слабо расудување се осмелија да ја предизвикаат Пакс Британија. Се разбира сето тоа е историја, но Пакс Америка е исто толку ранлива на историски промени. Во 1910-тите години растечката моќ и богатството на Германија и Америка ја рацепи Пакс Британија. Во 2010 година Источна Азија ќе го стори истото со Пакс Америка. 21. век доживеа технолошки промени во неверојатни размери. Може дури и да го трансформира она што значи да се биде човек. За краток рок, светот се уште ќе биде доминиран од постапките на националните држави и централното прашање ќе биде подемот на истокот. 3. Наскоро ќе бидеме подготвени да се придвижиме кон црвената планета, наречена Марс. Уште повеќе штом ќе стигнеме таму, веројатно ќе откриеме докази за вонземски живот, пишува Елен Стофан, главен научник во НАСА. Големата наука ќе ни помогне да одговориме на големите прашања за животот на Земјата, како и да отвориме практични апликации за вселенска технологија. 4. Наскоро водата ќе ја поседуваат некои големи корпорации, а за да го исполнат својот план, они ќе донесат на власт нови млади политичари, кои ќе го спроведуваат нивниот план и на тој начин ќе ја приватизираат водата. А за да добиете вода, ќе треба да ја плаќате по висока цена. А тоа ја потврдува и изјавата на извршниот директор на Несле компанијата Петер Бравек. 5. Храна. Русија ќе стане глобална прехранбена суперсила, експертите зборуваат за престојната криза за безбедност на храна, а наскоро нашиот број ќе достигне повеќе од 8 милиарди и ќе треба да произведуваме 50% повеќе храна отколку што сме сега. Според тоа, до средината на оваа деценија или сите ќе гладуваме, или ќе водиме војни околу ресурсите, или нашето глобално снабдување со храна радикално ќе се промени. Горчливата реалност е дека веројатно ќе биде мешавина од двете. Ви благодарам за вашето одвоено време.